Разговор со градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов за цивил медија. Темите се вообичаени и актуелни, а градоначалниците во последно време имаат и една зголемена тежина на одговорност поради случувањата во државата, но и нивната редовна одговорност кон граѓаните, посебно кога се работи за темите кои се однесуваат на чувствителноста на граѓаните околу нивната припадност, нивната равноправност. Во времето на оваа криза, кога не погодува и немаштијата и останатите притисоци во светот под кој што живееме, многу важно е како ќе се избалансира таа состојба во локалните самоуправи. Па да му посакаме добре дојде во нашиот разговор на градоначалникот Иван Јорданов. Почитуван градоначалник, благодарам што одвоивте време за цивил медија за наш краток разговор околу овие теми. Благодарам и на вас на можноста. Поздрав до сите следачи на цивил медија. Господин градоначалник, во светло на она што ни се случуваше минатиот викенд и постојаната можност за расклатување на меѓунационалните односи во Македонија, како ги оценувате состојбата во општината со која вие раководите и воопшто во Република Северна Македонија? Па добро, станува збор за една чувствителна, сензитивна тема, и во државата и во општината, во општина Штип, пред се затоа што ние сме едно мултиетничко општество во кое што заедно го градиме сите чинители и од нас зависи едината, како ќе го создадеме, како ќе го креираме. Доста чувствителна тема која што сите заедно како активни чинители, како припадници и кои што носат сами со себе своји различности, посебности, треба да го негуваме, да ги негуваме различностите, да се меѓусебно почитуваме, но морам да констатирам дека многу малку фали за да се покажат тие различности и многу малку фали да стане актуелна оваа тема, која што колку што може да не сближува, толку може и да не разделува и да не разликува. Така да овде имаме сите заедничка одговорност, ниту една заедница не може да сноси одговорност, туку сите чинители заедно треба да работиме и на локално ниво и на национално ниво. Но еве да конкретизирам, кревка е оваа, да кажам, состојба во нашата држава, мораме заеднички да ја негуваме, не сме на посакуваното ниво кон кое се стремиме и затоа и на локално и на централно ниво сите чинители мораме да се потрудиме да дадеме вредност за сето она кое што декларативно го прокламираме, го збориме и на дело да го покажеме. Господин градоначалник, многу често зборуваме за европски вредности, процедури, законитости, судска сигурност, во оно општо што ги краси развиените држави, посебно во Европската унија, кон кое што се стремиме. Но тие истовремено значат и постојана усилба за нивно негување. Според вашата оценка, колку настојуваме да ги одржиме тие или да ги достигнеме постепено тие европски вредности? Па тргнувајќи од микрониво, знаете, државата ја сочинуваат граѓаните. Ја сочинуваат оние елементи кои што се на микрониво во општините. Затоа ќе говорам во име на општината, затоа што ние секојдневно се соочуваме со тоа. Доколку сакаме да ги негуваме и да ги практикуваме европските вредности, мораме да сватиме дека општината, државата, законите мора да се почитуваат и дека законите не распознаваат верска, партиска, етничка припадност. Туку како, еве да кажам, дел од ова општество, треба заеднички да ги имплементираме, да ги почитуваме и да ги носиме законите, затоа што тие треба да важат за сите. Ако го создадеме тој систем на вредности и тој систем на почитување, верувајте дека ќе функционираме многу полесно и попродуктивно. Но доколку се раздвојуваме, се делиме и ги толкуваме законите процентуално по етничка, по верска или по некоја друга припадност, тоа не носи ништо ново, туку не враќа со години наназад и не враќа на оној балкански менталитет од кој што сакаме да излеземе и да ги превземеме европските вредности. Така да, јас би кажал дека доколку сакаме европските вредности да ги донесеме кај нас, треба прво ние како индивидуи, како, еве да кажам, основни чинители во општеството, да се промениме и да сватиме дека законите, државата, општината се
за сите и се над се. Така. Господин градоначалниче, Штип има, како и многу други локални заедници во Македонија, долга традиција на мултикултуралност. Само кога излезете по улиците па видите градби со културна вредност 300, 400, 500 години и од било која страна од културното милие во градот. Што конкретно локалната самоуправа прави на зачувување на оваа мултикултуралност која е вградена во живењето во Штип? Токму тоа е богатството на нашата општина, затоа што со векови нашите сограѓани заеднички функционирале без разлика на нивната припадност и во таа насока треба да ја трасираме еднината. Заеднички да се почитуваме, она кое што барем еве во овие неколку месеци јас како нов градоначалник се трудам заедно со представниците на локалната самоуправа е заеднички да ги чествуваме, заеднички да ги славиме сите наши обележја, различностите како што спомнав, затоа што еве празниците или одредени настани кои што не идентификуваат како припадници на верска припадност, односно како луѓе кои што се разликуваме во нашата општина, кога заеднички ќе ги споделиме, заеднички ќе ги славиме, само даваме вредност во сето она кое што го создаваме. Така да најмалку што досега сме направиле е да се почитуваме меѓусебно, да ги славиме и да ги чествуваме сите настани со кои што се идентификуваме ние како припадници на различни религии, на различни етнички заедници, и тоа е она кое што треба да не спојува. Јас се надевам дека со годините кои што следуваат, овој степен ќе се подобри, затоа што никогаш не е доволно, секогаш можеме да дадеме еден позитивен пример и еден позитивен исчекор. Еве, во секојдневното наше функционирање досега сме покажале со неколку примери дека можеме заедно да функционираме, можеме заедно да ги чествуваме и славиме празниците на сите наши сограѓани и со тоа да дадеме еден позитивен пример дека секој може да биде вреднуван како човек пред се, како дел од ова наше локално општество во кое што заедно функционираме. Господин градоначалниче, во последно време се занимаваме премногу со историја, доволно или недоволно, нека кажете историчарите или оние кои ги водат тие процеси, но сепак Штип како град кој има долга традиција, има и многу значајни личности кои се од сите три конфесии, од различна етничко потекло и се влезени во заедничката националната историја на Македонија. Можно ли овде да се направи една поголема монографија, да се направи нешто што би го одбележила повеќе тој мултикултуралниот дел преку некоја културна манифестација? Знаеме дека, например, секоја година се одбележува денот на депортирањето на евреите, се уште има живи од нивните семејства кои се во оваа држава, но така има и од турската националност, од ромската националност. Сето тоа да добие една манифестација која ќе одразува мултикултуралноста на Штип. Па видите, она кое што јас го носам со себе како свој впечаток е дека секој еден наш сограѓанин, секој еден штипјанец без разлика на која етничка или верска припадност припаѓа, го носи Штип со себе. Каде и да действува, каде и да твори, да живее, да екзистира, Штип е она по кое што се поистоветуваме едни со други. Многу наши сограѓани кои што не живеат можеби физички во Штип, живеат со Штип и го презентираат и се, еве да кажам, наши промотори, затоа што творат, допринесуваат, создаваат и надвор од нашиот град, без разлика што можеби припаѓаат, односно се разликуваме по некој основ. Сепак она што не спојува е нашиот град. И тоа е богатството во кое што треба да се негува. Низ историјата на назад имало многу настани, случаи, историски личности кои што се од една или друга припадност, но ги чествуваме, ги вреднуваме по тоа што направиле нешто добро за општеството и по тоа што го носат Штип со себе. Но може ли манифестација која на таков начин некаков начин ќе изрази таа вековна мултикултуралност, Штипско културно лето, не знам, некоја друга културна манифестација која ќе му даде печат, потврда дека тоа се уште е така? Па добро, Штип е познат по, еве да кажам, културните вредности, по културните настани.
Штипско културно лето е еден настан кој што секоја година го одбележуваме, го чествуваме, го одржуваме. Макфест исто така еден културен настан кој што знаете дека музиката нема граници, но исто така секогаш се трудиме како локална самоуправа, кога говориме и кога се потсеќаме на одредени настани во кои што учествували, со кои што се поврзани наши сограѓани, да дадеме белег на тој настан од денешно време, од денешна дистанца. Така да можноста секако дека ни стои на располагање. Јас се надевам дека времето што следува само ќе ни даде можност да го искористиме и да на тој начин дадеме вредност на различностите и на луѓето кои што се поистоветуваат со нас по еден основ, можеби се разликуваат по друг, но сепак делат иста судбина. Господине градоначалниче, појавата на дискриминација е нешто што се разлекува долги години, бидејќи различностите сами по себе се услов за предрасуди, а предрасудите ствараат дискриминација. Од дискриминација доаѓа до поларизација на општеството. Многу често зборуваме за поделеност на општеството по политички, полов, религиозен, национален план. Како градоначалник на Штип, што мислите, што ја генерира таа поделеност на крајот? Морам да бидам крајно искрен, политичките чинители, политичките партии се еден основ по кој што се делиме, кои што допринесуваат за таа поларизација, која што не создава вредност ниту во општината, ниту во државата. Морам да бидам искрен и дека самиот систем на кој што досега функциониравме и функционираме се уште, мораме да го промениме заедно, затоа што тоа е местото каде што се нотира најголемата поделеност, најголемата поларизација, припадноста. Нешто кое што, доколку сакаме, како што напоменавте пред малку, да ги спроведиме европските вредности, мораме да ги вреднуваме луѓето според своите квалитети, а не според припадноста. Доколку системот, државата, општината функционира според квалитетот на луѓето, а не според припадноста, многу полесно ќе функционираме и многу полесно ќе ги остваруваме нашите цели и она која што го имаме замислено. Но на жалост денес живееме во еден таков систем во кој што и ние сме допринеле да функционира. Не можеме да се амнестираме сите од одговорност затоа што свесно или несвесно сме дале допринос да се зголемува поларизацијата по партиски основ или по било каков друг. И овде час поскоро, час побрзо треба да се променат работите, затоа што нема друга дефиниција освен квалитетот на кадрот со кој што треба да располагаме како институции, како општествени чинители, доколку сакаме ова парче земја да почива и да функционира по европски терк и по европски вредности. Така да, повторно ќе кажам, причината е кај нас и реформите и промените треба да се случат од нас. Инспирација за едно прашање кон вас, господине градоначалниче, бевте и пратеник во Собранието на Македонија, каде што имаше еден проект закон за избор на директори во јавните предпријатија. Еве, утрово го читам новиот предлог, кој до 10 треба да биде на комисиите во Собранието, кога ќе се донесе, зависи од функционирањето на Собранието, но таму има скоро, да не кажам револуционерни, многу крупни измени во постапката на изборот на директори на големи институциите и јавните предпријатија. Вашето искуство како пратеник и сега како градоначалник, ако тоа законски се расчисти, ви го отвара ли фронтот за поголема каптажа на квалитетни личности? Повторно ќе напоменам, не е доволно само законот да биде изгласан во собрание, туку треба законот да се имплементира. Нажалост, менталитетот кој што го носиме со нас, со годините наназад сме створиле една навика на функционирање, која што ни е тешко да ја промениме. Тој комодитет и тој начин на функционалност мораме прво од нас самите да тргнеме за да го промениме. Многу закони кај нас се по европски терк донесени, законодавството ни е
еве да кажам, можеби поголем дел усогласено со Или copy-paste, со европското законодавство, но не функционира во пракса и тоа е она кое што мораме да го промениме пред се кај нас како индивидуи, како луѓе кои што действуваме и твориме во општеството. Што ние можеме да направиме за државата, а не што државата може да направи за нас. Доколку го концепираме нашето функционирање на тој принцип, верувам дека можеме да создадеме нешто. Во насока и еве и на одговорот на вашето прашање, сметам дека квантитетот носи со себе и квалитет. Доколку ја отвориме можноста повеќе наши сограѓани да можат да допринесат за развој на локалната самоуправа, секако дека при изборот треба да биде избран оној кој што е најкомпетентен и најквалитетен. Секако, времето ќе го покаже тоа дали при носењето на одлука сме го донеле правиот избор или не, но се надевам дека законите кои што се носат ќе се имплементираат. Овде имаме подеднаква одговорност сите чинители, затоа што функциите се менливи, еднаш на функција се представници на една, во следна прилика се представници на друга политичка партија. Кога сето тоа ќе помине, ќе останат резултатите. Јас се надевам дека во мандатот во кој што ќе допринесувам, ќе се водам по овие принципи, а времето кое што ни следува ќе покаже дали сме успеале или не. Господине градоначалниче, некако за последните 5-6 години во Македонија се искристализира прво едно општество за сите, а подосна една слична платформа и другата групација во Македонија, за кои во суштина се политички платформи врз кои треба да се гради општеството како еднакви можности за сите, нешто што е заедничко. Но често имаме овде исклучувања по разни основи и деневи не се случува потенцирање на работи кои не го зближуваат општеството, туку ја покажуваат многу повеќе посебноста на различни делови. Што сметате, и едната и другата платформа, каде застануваат, зошто не може да се операционализираат докрај? Па добро, одговорот на ова прашање би бил како сублимат од сето она што досега го разговаравме. Сепак, ние треба да се надпреваруваме со прави вредности. Не треба тоа кој поголем споменик ќе направи да биде нешто кон кое што треба да се стремиме и на тој начин да ја докажуваме нашата припадност или доминантност, туку кој што ќе допринесе во општеството и со какви, еве да кажам, идеи и размислувања ја гледа општината или државата. Квалитетот е тој кој што не разликува, а не припадноста. Има квалитетни луѓе и во една и во друга политичка партија, во една етничка и во друга етничка заедница. Така да, она кое што можам да го кажам е дека досега, барем во годините наназад, сите ние како, еве да кажам, општествени чинители, декларативно сме зборували и сме се залагале за едно општество за сите, но недоволно го практикуваме кога ќе се ставиме во функција да носиме одлуки. Можеби времето кое што следува, поучени од искуствата во минатото, од носењето на недобри одлуки, ќе не коригира и буквално кажано едно општество за сите кое што декларативно го говориме и го кажуваме, ќе земе примена во една форма или во еден дел од функционирањето на нашиот систем. Сепак, овде сите носиме одговорност и припадниците на политичките партии, на етничките заедници, на верските заедници, затоа што многу малку фали за да го спроведиме тоа едно општество за сите на дело, но многу малку фали и да го растуриме тој концепт, доколку ги подгреваме меѓу етничките, меѓу религиозните прашања и доколку креирањето на вредности не ни е заедничка цел, туку, еве да кажеме, некои работи кои што во последно време ни се случуваат и се случуваа со годините наназад во еден период на ерозија на вредности, кога не креираме додадена вредност преку политики,
туку сакаме да се презентираме и да се задржиме на власт преку креирање на национални чувства, нешто кое што само по себе не оддалечува. Сензитивноста на овие прашања е секогаш на преден план, таа е она која што треба да се негува и да се внимава, да не се, еве да кажам, некои чувства обноват, но генерално сметам дека овде заедничката одговорност која што ја носиме сите, и на централно и на локално ниво, ни е она кое што не дефинира како луѓе кои што треба да го сето она кое што сакаме да го пресликаме кај нас во државата, да го реализираме на дело, а тоа е дека живееме во една мала држава, во едно мало општество, во кое што треба заеднички да ги негуваме вредностите и да го создадеме тоа едно општество за сите. И тоа во турбулентно време, каде што одговорноста е поголема, отколку во некое посмирено време, во кое што полесно се донесуваат круцијални одлуки. Последна тема за разговор, господин градоначалниче. Вие рековте дека може да се прокламираат политики и методи на политиките, меѓутоа за се треба пари. Во смисло на состојбата денес, во која што проблемите со кризата, а и на централно, локално ниво, посебно локалните самоуправи се сретнуваат со апсолутно недостаток на средства. Целиот процес на децентрализација поради големите теми на кризата застана. Вие водите една од поголемите општини во Македонија. Тој процес на децентрализација, посебно фискалната децентрализација, зголемување на процентот од ДДВ-то и од персоналецот, ќе доведе до растоварување и спроведување на овие политики за кои што зборуваме. Поголема равноправност на граѓаните. Докаде целиот процес? Па морам да бидам искрен, Македонија е држава во која што децентрализацијата, пред се фискалната децентрализација, е на многу ниско ниво. Ако се компарираме со земјите од регионот, сме убедливо на последно место и еве да кажам, тоа е нешто кон кое што треба да се стремиме доколку сакаме граѓаните да ги носат политиките и граѓаните да ги креираат политиките. Затоа што проблемите се решаваат на микрониво и проблемите и идеите на кој начин ќе се решат тие проблеми произлегуваат од микрониво. Верувајте дека ние секојдневно се соочуваме со идеи, со предлози кои што не го гледаат светлото на денот затоа што не можат да стигнат до каналите на централната власт. И сметам дека фискалната децентрализација е еден од начините да се креираат и културните вредности и да се негува, еве да кажам, соживотот на сите наши сограѓани, затоа што освен тоа што ќе вложуваме во инфраструктура, во капитални проекти, сепак треба да се вложува во негување на различностите, на културните вредности и на она кое што е наш белег на секојдневно функционирање. Господин градоначалниче, да се надеваме дека тој однос централна и локална самоуправа веќе 2 децении како е донесен првиот закон за децентрализација, уште 2 години, 2 децении, сепак ќе напредува заради доброто на граѓаните пред се и заради негување, како рекоте вие, нивната мултикултуралност и нивната посебност. Јас си благодарам што одвоивте време за разговор за цел. Ви благодарам на вас на можноста. Имавме едно прекрасно интервју. Сметам дека ги споделивме сите позначајни работи со кои што се соочуваме ние како локална власт и се надевам дека на следното интервју ќе направиме позитивен исчекор во насока на она кое што денес го зборувавме. Ве држам за збор. Благодарам. Поштовани гледачи, ова беше мојот разговор со градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов на темите кои се однесуваат на актуелноста во овој момент, посебно на различностите, мултикултуралноста и на она што е предизвик за утре, а тоа е како да живееме подобро во едно општество кое треба да ги негува различностите.